Се уредува недовршениот дел од речното корито на реката Отиња во централното градско подрачје на Штип. Станува збор за потек кој со години останал недовршен, а при поројни дождови често се создавале земјени наноси. Градоначалникот Иван Јорданов најави дека уредувањето ќе продолжи погоре во истото течение, кај познатите 7 кули, каде исто така има недовршен дел од коритото. Со зафатите треба целосно да се комплетира уредувањето на реката Отиња низ централното градско подрачје. Ова е потек кој деновиве ќе биде истретиран. Во годините кои изминаа, најчесто овде се појавуваше земјени наноси кои создаваа проблем на речното корито и како потреба и барање, но и заради поголема посоодветен изглед на самиот потек, одлучивме да влеземе со ваков тип на уредување, но не само на оваа локација, на локацијата кај познатите 7 кули, исто така ќе се работи на уредување на речното корито, затоа што и на овој дел е останато недовршено коритото на река Отиња, со што ќе се комплетира целиот дел на река Отиња кој се наоѓа во, еве да кажам, централното градско подрачје, ќе добие посоодветен изглед и посоодветна функција, затоа што ќе нема повеќе земјени наноси кои со годините наназад, кога имавме поројни дождови, се случуваше да имаме такви појави. Активностите за доуредување на речното корито ќе се одвиваат и во наредните денови, а за реализацијата на зафатот општината издвои помалку од 1 милион денари. Градоначалникот Јорданов вели дека интервенциите се реализираат по барање на граѓаните и со нив треба да се комплетира проектот кој започнал пред 10 години. Активностите ќе се одвиваат во текот на наредните денови, по барање на жителите на 7 кули и по барање на жителите на општина Штип се превземани овие активности. Помалку од 1 милион денари се издвоени средства за оваа активност која општина Штип ја спроведува. Верувам дека на овој начин со доосветлување на речното корито и со уредување на делот кај вливот помеѓу река Отиња и река Брегалница, дека комплетно ќе го завршиме овој проект кој беше започнат уште пред 10 години, но на овие делови не беше завршен и затоа еве одлуката е во оваа насока. Инаку од општината очекуваат со уредувањето целосно да се подобри изгледот и функционалноста на речното корито. Очекувањата се дека ќе се намалат и проблемите со земјени наноси кои со години се појавуваа по обилни врнежи и поројни дождови.